Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Гинекологот од Гостивар Хатие Исмаили, која живее и работи во Словенија, прими прва доза вакцина против COVID-19. Националната установа Музеј на Тетовскиот крај после повеќе децении добива своја управна зграда и мултимедијален капацитет. Состојбата со пандемијата во Тетовско стабилна и покрај бројката на хоспитализирани и прегледи. Гинекологот од Гостивар Хатие Исмаили, која живее и работи во Словенија, прими прва доза вакцина против COVID. Верувам во науката, очекувам вакцината да биде светлина на крајот од тунелот на оваа пандемија, вели докторката. Гинекологот Хатие Исмаили, која потекнува од Гостивар, а минатата година доби високо признание за најдобар лекар во Словенија, прими вакцина против COVID-19. Имунизацијата во оваа земја започна кон крајот на декември лани, најпрво во домовите за стари лица и во болниците меѓу медицинскиот персонал. Докторката Хатие со нас сподели дека по вакцинирањето не и се појавиле никакви несакани последици. Додека меѓу голем број граѓани постои дилема и скептицизам околу вакцините, таа немала сомнеш дали треба да се вакцинира, за да се заштити себе си и своите пациенти. Верувам во науката, очекувам вакцинацијата да биде светлина на крајот од тунелот на оваа пандемија, вели гинекологот. Почитувани сонародници, по повод на вакцинацијата сакам да ви кажам дека сум среќна што ја примив првата доза, не сомневам во ништо и немам никакви несакани ефекти. Бидејќи сум во секојдневен контакт со пациенти, исто така заражени, не сакам да бидам еден од нив или да бидам носител на вирусот што ќе го шира меѓу пациентите, колегите или моето семејство. Прочитавме многу за иновативната техника за вакцина, развиена од научници и имаме целосна доврба во науката. Со вакцинацијата очекуваме да видиме светлина во тунелот, за да ја контролираме и ограничиме оваа пандемија и да бидеме благодарни за вакцината. Словенечката влада усвои годишен план за вакцинација против COVID-19, со кој се предвидува до август месец да бидат вакцинирани 1,6 милиони луѓе, или 60% од населението. До сега прва доза од вакцината примиле над 20.000 лица, а имунизацијата се одвива со вакцини од производителот Pfizer-BioNTech. Тамошните власти најавија дека наскоро ќе бидат достапни и вакцини од други компании, вклучувајќи и вакцината на AstraZeneca. Инаку, доктор Хатие Исмаили завршила средно образование во Гостиварската гимназија, а потоа продолжила да се образова на медицинскиот факултет во Риека, Хрватска. По завршување на студиите се преселила во Словенија, каде денес работи и живее со своето семејство. За најдобар лекар во Словенија беше избрана со гласање на граѓаните пациенти. Исмаили освои најмногу гласови во својата област, гинекологија, но и вкупно од сите кандидати медицинари во земјата. 20 пациенти со COVID-19 се хоспитализирани во Тетовската клиничка болница. Мало зголемување е регистрирано и кај амбулантските случаи. Лекарите смируваат дека состојбата со пандемијата е стабилна. Лекарите со оценка дека состојбата со пандемијата во Тетово е стабилна и покрај предвидувањата дека бројките на нови случаи со ковид ќе се зголемат по празниците и со доаѓањето на иселениците. Меѓутоа, сепак оваа недела е регистрирано мало зголемување на бројот на лица кои имаат потреба од хоспитализација и амбулантски преглед. Во ковид центарот моментално има 20 пациенти, од кои двајца се со потешка клиничка слика, информира доктор Гзим Нуредини. Има едно зголемување, примени се нови пациенти кои нормално со пневмонија, со коморбидитети и позитивни така натаму на ковид, тие мора да се примени. Значи имаме едно зголемување, што не значи дека ќе почне и да се зголеми бројот. Имаме 20 хоспитализирани пациенти, голем број од нив се во добра здравствена состојба, двајца се во потешка ситуација, имаат и други коморбидитети.
Што се однесува до амбулантските прегледи, сега во моментот малку имаме покачен број на пациенти, околу 30, над 30. Имавме и под 20, сега е над 30. Нормално дека сите не се таму позитивни, доаѓаат и пациенти кои имаат некои симптоми со температура. Нуредини вели дека бројките покажуваат дека граѓаните претежно ги почитувале мерките за заштита. Ние очекувавме на вистина еден нов бран пик зголемен сега. Ова значи дали граѓаните се на вистина ги почитуваат. Ја мислим, иако гледаме ние по медиум или по банки, али мислим дека сепак на вистина ги почитуваат, оти самата бројка покажува дека на вистина свесноста и вниманието на граѓаните во ниво кое што еве и као резултат го имаме и бројот. Не значи дека ние сме втори у Македонија после Скопје, али како и да е, очекувавме на вистина голем број. Но за среќа еве имаме тоа што го имаме и ова не е малку, али како и да е, граѓаните на вистина покажа дека ги почитуваат, иако многу не веруваат дека има, нема и така натаму, али ги почитуваат мерките што треба уште така да продолжи во иднина. Лекот ивермектин пак се уште не се користи во болницата, туку само се препишува преку матичните лекари. Од 21 јануари угостителските објекти ќе имаат работно време до 21 часот. Министерот за здравство Филипче рече и дека ќе се разгледува можноста работното време да се продолжи до 23 часот. Угостителите со реакција дека не треба да се ограничува работното време, туку треба да се функционира според протоколи за работа. Од 21 месецов ќе се врати работното време на угостителските објекти до 21 часот, а сите останати мерки остануваат во сила, изјави министерот за здравство Венко Филипче во однос на олабавувањето на мерките за заштита од COVID-19. Тој нагласи дека согласно со проценката на ситуацијата, во текот на деновите до 21 јануари, евентуално може да се разгледа барањето на угостителите за работа до 23 часот. Единствено нешто што ќе се случи на 21 е работното време на угостителите сигурно до 21 часот, а согласно проценката на ситуацијата сега овие денови до 21, евентуално да се разгледа нивното барање за работа до 23 часот. Меѓутоа сите други мерки остануваат на сила. Од независната угостителска комора реагираа дека наместо да се ограничува нивната работа, Комисијата за заразни болести и министерот треба да ги унапредат постоечките протоколи и да донесат нови правилници за да може годинава целата индустрија да функционира. Сметаме дека воопшто не треба да го разгледуваат или да размислуваат дали работното време на угостителските објекти ќе биде до 21, до 23, него слободно да го укинат работното време, а да ги унифицираат и прилагодат протоколите према новата ситуација. Таму додаваат дека угостителството е најпогодената гранка заради пандемијата со коронавирусот. Националната установа Музеј на Тетовскиот крај после повеќе децении добива своја управна зграда и мултимедијален капацитет, со кој ќе може да понуди многу на градот Тетово. Култниот дом на Арама во Тетово ќе биде новото седиште на Националната установа Музеј на Тетовски крај и ќе продолжи да биде средиште на сите случувања во градот. Оваа одлука е донесена од надлежните институции на иницијатива на директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи Даријан Сотировски. Па како секој тетовчанец кога поминува во центарот на градот и гледа еден од најубавите објекти како пропаѓа веќе 2-3 години наназад, се прашува која би била неговата најсоодветна форма и функција како би го надополнил тоа што недостасува во нашиот град. И дојдов до идеја дека тоа е најсоодветно да биде седиште на музејот и да возможен културен простор за разноразни настани да се организираат таму, и тоа почнав да го разговарам со надлежните институции, пред се со музејот, после тоа со Министерството за култура, со владата, наидовме на разбирање. Имаше многу различни можности каква судбина да има објектот. Ценам дека ова е најполезно за градот Тетово и за граѓаните, и за среќа имаше слух од надлежните да се прифати оваа иницијатива за сметка на другите кои што сметам дека со кои објектот ќе изгубеше својата суштина, а тоа е да биде долгогодишно како во минатото, така и во иднина, едно култно место, средиште на многу случувања, едно сретнувалиште на културна јавност и општо на јавноста у нашиот град.
Најпрво ќе се започне со реконструкција на објектот, со оглед на тоа дека се наоѓа во лоша состојба, а потоа ќе се користи како управна зграда и мултимедијален капацитет, вели Сотировски. Објектот се наоѓа во лоша состојба сега. Првата фаза ќе биде негово чистење, со оглед на тоа што долги години внатре објектот е доведен до степен на руинираност. После тоа ќе оформиме неколку фази на санација и реконструкција, но за деталната визија како ќе се уреди внатре, ќе разговараме заедно со директорот на музеот на Тетовски крај, со нашите истакнати културни работници од Тетово, архитекти и доајени на нашата култура, луѓе кои што оставиле посебен печат на нашето културно минато, со нивното творештво, така да сметам дека низ еден таков транспарентен, културен, отворен процес ќе изградиме една јасна визија што ќе му даде на објектот дополнителна вредност, затоа што тоа не може да се гледа само како музејска зграда со мртви експонати, туку и како простор на жива култура кој што треба да создава за градот и во иднина. Тоа ќе биде дел од творештвото на човекот, сите групи на ентузијасти во градот кои што и сега создаваат професионалци и аматери, ќе добијат место каде што ќе може своите идеи да ги реализираат на најсоодветен начин, така да што ќе се реализира ќе зависи и од творештвото на културните работници. Така да јас очекувам дека ќе се творат и ќе се организираат многу настани од различен карактер, нешто што како публика сите ќе присуствуваме и ќе споделуваме на радост. Откако Сотировски ја објави оваа одлука на социјалните мрежи, истата најде на голема поддршка од граѓаните на Тетово. Надлежните за образование во Гостивар досега не добиле никаква најава од Министерството за промени во начинот на одвивање на наставата во второто полугодие. Ова значи дека ќе се продолжи со онлайн часови, додека на училиште ќе одат само децата од 1 до 3 оделение. Зимскиот распуст завршува за неполна недела и децата повторно ќе се вратат на училишните обврски, но повеќето не и во училишните клупи. Второто полугодие за најголемиот дел од учениците ќе продолжи со онлайн настава. Секторот за образование во Гостивар досега не добил никаква најава од Министерството за било какви промени во начинот на одвивање на наставата во полугодието што следува. Според информациите од Министерство за образование и наука, фактички ќе се продолжи пак со настава онлайн, но уште немаме нешто конкретно. Ние како општина Гостивар сме за тоа да биде со физичка присутност, но пак што е најбитно е здравјето на професорите, ученициве и ние не можеме да одлучиме за тоа одлучи Министерството за образование и наука, како за цела држава, така и за кај нас. Надлежните за образование во Гостивар нагласуваат дека наставата со физичко присуство е незаменлива, особено за практичниот дел на часовите, како и за социјализација на децата. Сепак последниот збор го има Министерството. Секој би сакал да бидат децата присутни на училиштето. Кога се зборува за медицинско училиште, треба да бидат и во практика тие деца, иако тие се по неколку дена на неделата, но тоа не е исто. Прво што е најбитно, социјалност, тие да бидат социјални издружени, тоа им фали, па ќе видиме како што ќе одлучува, така и ние ќе работиме. На територијата на општина Гостивар согласности за одржување на настава со физичко присуство добија само неколку училишта во селата. Во градот во училиште одат само учениците од 1 до 3 оделение, под посебни протоколи и поделени во помали групи. Сообраќајна несреќа на локалниот пат за Тетовско Бањиче и Тетовско Јажинце. Следуваат деталите од секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 68 лица, 44 од Тетово и 24 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 21 лице од Тетово и 24 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 180 лица од Тетово и 120
27 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа било констатирано дека едно лице од Ростушкиот регион не го почитувало решението. 46 годишник од Гостивар пак вчера во 14 часот во СВР Тетово пријавил дека пред неколку месеци на 41 годишник од Тетовска Палатица му продал возило БМВ, а за возврат тој требал да му изврши одредени градежни работи на куќата. Според пријавеното, 41 годишникот го одзел и возилото на неговата сопруга Крајслер како известна сума парични средства, кои во меѓувреме 46 годишникот му ги дал. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 19 часот и 20 минути на локалниот пат за Тетовско Бањиче, патничко моторно возило со гостиварски регистарски ознаки што го управувал 22 годишен тетовец, а во кое се превезувале уште 4 други лица, излетало од коловозот. Четворицата повредени пренесени се во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера исто така околу 18 часот и 45 минути во Тетовско Јажинце, патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, управувано од 36 годишникот ова село, излетало од коловозот. Возачот и тројцата со патници пренесени се во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош, а увид извршила екипа од СВР Тетово. Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај продолжува со континуираните активности за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово. Вчера вкупно биле откриени 15 непрописно паркирани возила, односно возачи кои го попречувале нормалното и безбедно движење на другите учесници во сообраќајот, поради што возилата биле подигнати од Тетовската ПАЕК служба. На возачите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и тие ќе се соочат со парична глоба која зависно од направениот прекршок се движи од 45 до 180 евра во денарска противредност, со надомест за подигнувањето и транспортирањето, информираат од СВР Тетово. Минатата година во Тетово вкупно биле санкционирани и подигнати 2129 непрописно паркирани возила, претежно паркирани во зона на крстосници, во така наречени двојни редови и на други недозволени места. Деновиве исто така на Тетовското подрачје продолжува имплементацијата на најновите измени на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, чија практична примена започна кон крајот на минатиот месец. Заклучно со денеска времена одземени на 90 дена се вкупно 12 возила со истечена регистрација повеќе од 6 месеци. Глобата за овој сообраќајен прекршок изнесува 500 евра во денарска противредност. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.